господа, добро вечер, шукари ратте и што авиле. Добро ни дојдовте на чествувањето на нашиот празник 8 април, светскиот ден на ромите. Пред да ја најавиме програмата, ве замолувам да ги посреднеме македонската и ромската химна. Го поканувам Ускавент од Берово да ги интонира химните. Ќе молам да станете. Сакаме да ги поздравиме градоначалниците и представниците на институциите од општина Делчево, Берово, Велици и Певчево и гостите од останатите градови. А сега го повикувам извршниот директор на невладината организација КАМО Делчево, господинот Зеки Радулов, да даде поздравен говор и краток историски осврт за денот на пите и јубилејот на невладината организација КАМО Делчево. Господинот Зеки Радулов. Се извинувам и на едни мали корекции. Го повикуваме градоначалникот на Собрание на општина Делчево, Горан Трајковски, да ве поздрави.
кажувам, сите сме заедно, и роми, и православни. Сите делиме иста улица и живееме исти или слични проблеми. Затоа можем да зборувам само за човечки проблеми, без поделба во никаква смисла. И со право можем да речем да, ромите се интегрален дел од македонското општество. Равноправни се со останатите граѓани и ги уживаат придобивките да го негуваат својот јазик и да ги развиваат својата култура и традиции и активно да партиципираат преку своите партии во политичкиот живот. Но мора да се соочиме со реалноста, дека ромите се уште се борат за своето место под сонцето. Нивните проблеми се екзистенционални, социјални, образовни проблеми кои што мора да ги именуваме со истинско име, без манипулации и да ги решаваме дел по дел. Ме радува фактот што и понатаму сме град каде ромската етничка заедница е со висок степен интегрирана и не живее во гето. Кај нас нема деца просјаци и главно се решени поголемите инфраструктурни проблеми, но свесни сме дека има уште за решавање. Со цел да добиеме ефикасна рамка по која ќе се движиме и ќе ги решаваме проблемите дел по дел, Општина Делчево има изработено низ на стратешки документи и акцијски планови кои што ја дефинираат рамката за делување на општината и решавањето на актуелните проблеми на ромите. Очекувам дека со оперативните програми за вработување и проектите кои што се имплементираат од владата на Република Северна Македонија, како јавна политика која треба да ја намали стапката на неработеност, ќе се рефлектира и во ромската етничка заедница овде во Делчево. Нашите заложби се искрени, а соработката со ресорните министерства е коректна. Како градоначалник, но и како професор по вокација, ќе се задржам на темата образование на ромите, која ги отвара перспективите на младите. Но мора да забележам дека постои потреба од подобрување на успехот и редовноста при учениците роми во основното и во средното образование. Во Делчево, точно 91 ученик роми се вклучени во образовниот систем, додека 13 дечиња од предучилишна возраст посетуваат градика, а 10 се вклучени во проектот Инклузија на децата роми. Во последните 5 години се зголеми бројот на полнолетни роми кои го докомплетирале своето образование и средно образование. Сепак потребна е поголема иницијатива кај ромите, нивна поголема амбиција за да го докомплетираат своето образование, бидејќи без тоа не се во состојба да се вклучат на пазарот на трудот и да обезбедат сигурна екзистенција. Како еден инструмент за мотивација на учениците роми да постигнуваат поголеми успеси во образованието е и додувањето на стипендија на недобриот средношколец ром. Ме радува фактот што точно 11 години општина Делчево доделува парична награда во износ од 10.000 денари за недобриот средношколец ром и горцу на сите нивни успеси. Почитувани, општина Делчево останува посветена на реализацијата на сите отворени прашања поврзани со ромите. Проектирани се и очекувам брза реализација на неколку инфраструктурни проекти, од која се доизградба на еден крак на улица Илиндинска, реконструкцијата и спојна улица Маршал Тито, каде што претежно живеат роми. Исто така, во партнерство со КАМ, работиме на изработка на дух на расовата страна раса. Разборувајќи за оваа проблематика и останува врската за решавање на прашањето на самоуволјето. Во Делчево, околу 10 семејства се случуваат со овој проблем и наш приоритет е да изнајдеме начини да го затвориме ова прашање. За крај на ова моје обраќање би потенцирал дека 8 април, денот посветен на историјата и културата на ромите, кој се одбележува низ целиот свет, ја врзува заедно да го направиме Делчево убаво место за живење за ромите. На НВОК, невладината организација, која успешно работи во подобрувањето на јавните политики спрема ромите и останатите маргинализирани групи, и им честитам велецениската работа и им посакувам и понатаму да се гласни во оваа нивна пред се кулна ден. Честит празник, да сте здрави и живи си. Благодаря. А сега го поканувам господин Озеки Абдулов, извршен директор на невладината КАМ од Делчево. Благодарам градоначалниче Благоваран Ружди. Посебна чест
и задоволство ми ова вечер што може пред сите вас да се обрати. Навистина задоволството е огромно кога од оваа страна ќе погледнете толкава маса на луѓе кои што во текот на овие 20 години заедно со нас работеа, не подпомагаа и се дел од нашите резултати и од нашите успеси. Почитувани присутни, на почетокот би сакал да ве замолам за да можеме да се слушнеме, бидејќи освен овој дел кој што имаме како поздравен и информативен дел, секако ќе имаме и музика. Меѓутоа, музиката и тапаните не се наше основен средство за кое што ние сакаме да се презентираме. За музика и тапани имаме секогаш можност, меѓутоа треба да ги слушаме пораките, затоа што сме соберени овде со една друга цел. Пред да почнам со мојот говор, би сакал да ви кажам дека ќе се потрудам да бидам краток, затоа што по втор пат во овие 20 години, по некоја случајност, го изгубив мојот реферат. Нема веза, ќе почнам вака. Дозволете ми прво на почетокот да се обратам на мојот мајчи јазик. Паќаварен Мистафирија, Шукара, тај Шукарален, ќе да ја нари културника ни манифестација, баш во април, сум на леско родине Еровенко. Бари бах Симан, со дел дијасаме бусра стипе, вестипе, тајджан типе, агала палуне бишбреша, амен туменца, барабер теке разбути, и теке расаморо бишбрешенгоро јубилеј, кија мари биде чикани организација Кампан Велчев. Почитувани гости, почитувани присутни, дозволете ми најнапред од името на меладината организација Кам од Елчево да ве поздравам и да ви посакам добро вечер, добре дојде и пријатна забава. Оваа вечер е по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, меѓутоа се поклопува со нашиот јубилеј, а тоа е 20 години постојање и успешна работа на невладината Кам од Елчево. Посебна чест и задоволство ми е што оваа вечер го имам задоволството јас од оваа страна сите вас да ве поздравам и да ги испрезентирам резултатите кои што ние во изминатите 20 години ги имаме постигнато. Меѓутоа, пред да преидеме резултатите имаме технички дел кој што треба да го поминеме, а тоа е поздрав за сите присутни од општините Делчево, градоначалникот Горан Трајковски, градоначалникот од општина Виница Емил Димитров и општините Печево и Берово. Посебна чест и задоволство ми е што денес се присутни и дел од институциите кои што успешно се насоработуваат како што се здравствените домови од веќе наведените општини, представниците на ромскиот и македонскиот невладин сектор, граѓаните и сите други гости кои што директно и индиректно придонесоа околу успехот на нашата работа. Почитувани гости, денес е 8 април, меѓународен ден на ромите. Ден кога пред 47 години започна првото ромско меѓусебно поврзување и организирање. Првото ромско меѓусебно организирање од причини што по тогашната далечна 71 година интелектуалци роми под водство на Берберовски, под покровителство и водство на починатиот веќе одама познатиот Јул Бринер се собраа 71 година во Чарстил, 15 км оддалено од мало градче во Лондон и за прв пат го одржаа првиот ромски конгрес во периодот од 6 до 8 април. Во тој период, во тие 2 дена, тие роми, кои што можем ја слободно ги наречам првите пионери, донесени се многу одлуки кои што се значени за нас. Меѓу нив се химната Джелен Джелен, знамето кои што го имаме денес како наше знаме, а е обоено со 2 дела, горната половина со сино, а долната со зелена боја и на средината црвено тркало. Посебно значајно е што тие во меѓусебен договор одлучија да
меѓу себе ние, зборот Ром, да го одржиме како Ром со кој ние меѓу себе ќе се препознаеме, а зборот циган ќе биде отстранен, односно да не се употребува, бидејќи има пежоративно значење, односно негативна конотација. Од тие причини, после 17 години, во 1990 година, во Варшава, за време на 4-тиот конгрес, истите тие пионери и ромски интелектуалци одлучија 8 април да биде ден кој што сите ние ќе го прославуваме. Ќе го прославуваме онака како што ние знаеме, меѓутоа не и како досега. Реков на почетокот, музиката, културата се наш составен дел. Меѓутоа, дел од нашата обврска е да ги исполниме целите кои што во тој период, за тој временски период од тие конгреси се донесени и зацртани. А тоа е да се интегрира ромското население, меѓусебно да се поврзува и да ги оспорува својот вековен интегритет и цел. Ромите мора меѓусебно да соработуваат, без разлика дали тие се во еден град или во друга општина, во друга држава. Нашиот идентитет, нашите потреби се исти. За жал и поглед до сегашните напори кои што ги имат направено меѓународната заедница, институциите, ромите се уште се на маргините на општеството. Тие се уште се најсиромашниот дел во општеството. Тие и поглед тоа што се најсиромашни, сепак се најлојални во општината во државите каде што живеат. Затоа, почитувани присутни, нашата цел денес е да се подсетиме на тоа прво меѓународно организирање. Нашата цел денес е да се подсетиме на првите пионери кои ја поставија таа траса која што ние треба да изодиме. Нашата цел е да ги поврземе, односно да ги спроведеме стратешките приоритети кои што ги имаме зацртано, како во Македонија, така и во меѓународната заедница. Од тие приоритети како прв значен приоритет е образованието. Нема успех, нема среќа во една држава со неписмени граѓани. А ако мислат граѓаните дека ромите пред се, дека образованието е скапо, нека почекаат да видат колку чини необразованието, незнаењето. Затоа мислам дека потребно е повисоко образовано ниво и покрај досега постигнатите резултати во делот на образованието. Меѓутоа, вработувањето е тешки приоритет, тешка стратешка цел која што сите нашите тежи. Не можеме да имаме образование ако имаме голем степен на неработеност. Ромското население има дупло повисок процент на неработеност од националниот просек. Ако во Македонија во моментот се смета дека 19% од работоспособното население е неработено, тој процент кај ромите изнесува 40%. Затоа, почитувани, ќе мораме ние да обратиме внимание на тој магиевскиот круг на образование и работување. Немаме работување, немаме можност за образование. Немаш образование, немаш шанса за работување. Меѓутоа, домувањето е исто така наш огромен проблем. Многу роми се уште живеат во субстандардни услови на живење. Здравството е се уште едно највисоко ниво и ромите имаат најнисок животен век. Затоа, почитувани, за сите овие стратешки приоритети за кои што сакам накратко да кажам и не можам да ги обрекам сите овие информации, порачувам од овде сите ние заедно во овие наши освапенски прославувања и честувања покрај музичкиот дел да се свестиме и да почнеме заеднички да работиме кон постигнување и остварување на тие стратешки приоритети. Почитувани присутни, не би сакал многу да должам, меѓутоа неопходно е за овие 20 години, ако не повеќе, да спомнам неколку приоритети кои што ние ги имаме сработено и резултати кои што ги имаме постигнато во изминатите 20 години. Позади нас се 20 години. 20 години
многотрпна, упорна работа во која што имавме доста препреки и доста предизвици. Поминавме низ препреки каде што моравме самите да се преструктурираме. Мораше да направиме внатрешна структура за да можеме меѓусебно да се регулираме и да се управуваме. Поминавме во 2010 година низ рецесија, низ економска криза која што ни се закануваше во организацијата да биде затворена. Успешно ја поминавме и излеговме од неа уште посилни и уште поискусни. Почитувани присутни, може би се досаден со оваа изјава последната. Меѓутоа, во 2015 година успеавме да поминеме уште една бариера, а тоа е политичкиот напад што КАМ го преживеа одредни бандити и арами кои што сакаат да не стазват во еден маргинален дел и да ја згаснат организацијата. Ги преживеавме и нив. Сега сме организација која што после 20 години може да се похвали со 70 реализирани проекти. 70 проекти кои што се реализирани во Делчево и во источно-македонскиот регион, Приманскиот регионски регион. Сите овие проекти се дел од нашата заедница и за нашата заедница. Тешко дека овие проекти ќе можеме да ги реализираме доколку немаме соработка со институциите, доколку немаме соработка со граѓаните и со нашите подржувачи. Затоа, почитувани, сите вие овде што се присутни, како што реков на почетокот, сте дел од нашиот успех. Вие сте дел од тие 70 проекти. Вие, посебно младите, треба да бидете продолжение на нашата работа. Така да, и после 20 години, кога некој друг ќе дојде од оваа страна, да ги презентира проектите, да имаме можност да слушнеме за уште повисоки приоритетни реализирани и за уште поголеми резултати. Почитувани присутни, не би сакал многу да должам, јас би сакал во овој момент да ја прекинам мојата дискусија, односно мојот говор, да се извинам за моето грло кое што е малку засипнато поради мојата настинка и да ви посакам уште еднаш. Среќен 8 април, меѓународен ден на ромите, среќен честит јубилеј на невладината организација КАМ и уште многу години успешно да работиме и со Божјата сила да можеме повторно да се видиме во нареден период. Благодарам за времето, почитувам. На искуменке. Благодаря ви. А сега го покануваме оркестарот Уска КАМ од Берово да ни се представи со нивната програма. Ова е видичка, тревата нагоре.
Секој по малце да фанем. Добро. Кога е митингу? Митинг е 17. на 17 юга, на 13 Само ще 2 секунди. Да има отиде по-малко. Сега продължуваме с доделуване на благодарници за институции, а то е Здравствен дом Делчево. Представник от Здравствен дом Делчево, дали имаме да я приеме благодарниците. Благодарница по повод 8 април и 20 години юбилей на НВО КАН Делчево се доделува на Здравен дом Пехчево. Дали имаме представник от Пехчево, здравствения дом? Након да ги видим. Поделена и благодарница Здравствен дом Виница. Во понеделник ќе видат испевачари. Сега поминуваме понатаму со доделување на уверенија за најдобри ученици. За најдобар ромски ученик во средно образование за учебната 2018-2019 година се прогласува Мира Незировска. Наградата ќе ја додели градоначалникот на општина Делчево, бидејќи и финансиите доаѓаат од тоа. Тоа е 10.000 денари
Инаку традиционално секоја година Советот на општина Делчево ја доделува оваа награда. За најдобар ученик во основното образование во Климент Охридски се прогласува Ибраим Рифат Ибраимов. Наградата ја доделува НВО Камо Делчево. Исто така, за најдобар ромски ученик во основното образование за 2018-2019 од Ванчо Прке се прогласува Едис Атин Мемедов. Наградата ја доделува на Волкан Делчево. А сега во продолжение Се извинувам. Само ради информација за 20 ученици кои што доаѓаат од основните училишта, наградата, како што рековме, ја доделува Камо Делчево во висина по 5000 денари и следната нова воспоставена награда, како што можете да слушате од претходно, тоа се 10 социјално загрозени семејства кои ќе добијат ваучер од по 3000 денари. Сега ги замолувам оркестарот на Усеркан да ни се представа со уште еден блок. Наградите за основните ученици ќе се јават во организација да ни достават жиросметки. На нивните жиросметки ќе бидат исплатени нивните награди. Ваучерите дополнително ќе ги доделиме. Сега малце музика. А сега една родендинска песна за 20 години постоење на невладината организација Кам од Делчево. Организация Кам од Делчево. Тортата ќе ја сече се разбира основачот, господинот Цвеки. Ајде музика, още весело и продължуваме по-нататък.